со оглед дека е тоа нашата прва трка, дека, како што кажавте, го земав третото место, јас и мојата екипа сме презадоволни од наставно што се случи во претходниот викенд. Трката беше организирана од Национална федерација на историски возила, имаше преку 70 учесници и јас бев во класа 3 над 1600 кубни центиметри. Конкретно моите подготовки трае околу 3 месеци, затоа што имавме друг план, но не оди баш се и секогаш по план и тоа има пуно критериуми што ги налага федерација за да може да се учествува во трката. Први мора да се има Б категорија за дозвола за автомобил, треба да се извади лиценца, треба да си член на некој клуб, но во Куманово нема клуб и затоа сум член на ОТК Скопје. Има две категории, може со класични возила кои се регистрирани, кои се возат секој ден, а и друга категорија тоа се тркачки и спортски возила кои има малце повеќе критериуми кои треба да се исполнат за да може да се учествува во самата трка. Конкретно оваа трка што беше сега во Скопје имаше еден пробен круг само и втор круг што го мерат времето. Не е класично бодување, туку имаше чуњеви поставени како препреки. Ако се бутне еден од нив, добиваш 3 секунди пенал. Моето учество го поддржа мојот генерален спонзор, тоа е Бучен Козија Куманово, што сум благодарен на нив. Во мојата екипа број 5 члена, тоа се двајца механичари, еден што е заложен за снимање, за сликање во текот на трката и еден што е превоз. Погодно е затоа што е повеќе техничко возење, нема некоја брзина, тука се највише до 60 км на час, повише е техничко возење и спретно. Следна трка е веќе за една недела, тоа е 6 и 7 јуни во Кичево, исто е слалом на војниот аеродром во Кичево. А следните планови се оваа година да ја завршиме со автослалом, се надевам успешно и за наредната година сакаме да пробаме во Чачак да возиме дрифт, па ќе видиме како ќе оди.